Зголемен бројот на болни и немоќни лица кои утре ќе го остварат своето право на глас во домашни услови во општините од Истокот. Во 6 општини каде што ќе има втор круг гласање, пријавени се 225 болни и немоќни лица повеќе споредбено со првиот круг кој се реализираше на 19 октомври. Најголем број болни и немоќни лица кои ќе гласаат во домашни услови во вториот изборен круг од локалните избори 2025 е во општина Чешиново Облешево. Таму своето демократско право на глас утре ќе го остварат 125 граѓани, за разлика од првиот изборен круг кога гласале само 56 лица. Тоа е за 69 болни и немоќни лица повеќе споредбено со првиот изборен круг. Веднаш зад општина Чешиново Облешево си општините Пробиштип и Виница. Во општина Пробиштип утре ќе гласаат 54 граѓани повеќе споредбено со првиот изборен круг, додека во општина Виница ќе гласаат повеќе 46 болни и немоќни лица во домашни услови. Во општина Пробиштип во првиот круг гласале 208 болни и немоќни лица, а утре ќе гласаат 262. Во Виница гласале 95, а за утре има пријавено 141 лице, плюс 2 лица во куќен притвор. Зголемен е бројот и во останатите општини од Истокот. Во Кочани во првиот изборен круг гласале 135 болни и немоќни, а утре ќе гласаат 173 или 38 граѓани повеќе. Овде има и едно лице кое своето право на глас ќе го искористи во куќен притвор. Во Македонска Каменица ќе гласаат 56 лица или за 13 повеќе споредбено со првиот изборен круг и 35 во Зрновци или за 5 повеќе. Во сите општини веќе е пристигнат доверливиот материјал за 8-те поред локални избори. Во вториот круг од локалните избори 2025 ќе се гласа за градоначалници во 32 општини и градот Скопје. Во општините од Истокот најголем број избирачи има во Кочани, каде ќе гласаат 32.503 избирачи. Во општина Виница право на глас имаат 17.060 избирачи, во Пробиштип 12.251. Во Македонска Каменица своето право на глас може да го остварат 6.650 гласачи, 5.068 во Чешиново Облешево и 2.506 во Зрновци. Според информациите од Државната изборна комисија, за вториот круг од гласањето на ниво на државата пријавени се 4.826 болни и изнемоштени лица. Изборите ќе ги следат 1598 меѓународни странски наблюдувачи, од кои 933 странски и 651 меѓународен.